Почитувани посетители, добар ден и добре дојдовте. Јас сум Златко Нешовски, комерцијален менаџер во компанијата Германос Телеком. Ни представува особено задоволство вашето присуство и би сакал пред се да дадам мал вовед на денешна презентација. Во наредните 40 на минути ќе бидат презентирани дел од најголемите достигнувања во современата технологија. Нашата цел е да ве доближиме до технологијата на начин кој ќе придонесе во вашата професионална работа, како и личните задоволства кои ги гарантираат самите производи. Презентацијата ќе ја води господинот Петар Стојановски, кој е раководител на продавницата на Рекорд. По презентацијата ве каниме на коктел, а воедно и на отворен разговор околу самите производи кои ќе бидат презентирани. Уште еднаш да ви се заблагодарам за вашата посета и се надевам дека може да почнеме со патувањето низ светот на технологија. Повели Петар. Како што напомна господинот Владко, нашата цел пред се денеска е да објасниме како да ги користите своите мобилни телефони со нивните можности. Како прво нешто со што ќе се запознаеме денеска е испраќањето на мултимедијалните пораки. Мултимедијалната порака е всушност порака составена од текст, анимација и тон, временски базирани. Како мултимедијална порака, во овој случај ќе го земеме најновиот модел од Nokia производството 3650, кој што има вградена камера на неговата позадина, значи со сликањето и веднаш испраќање до следниот примател. Како мултимедијална порака, односно MMS порака, веднаш ќе биде испратена на примателот, доколку има таков телефон самиот примател, ќе ја добие и ќе може да ја види. Доколку неговиот телефон не ги поддржува тие способности, ќе добие кратка SMS порака и ќе биде обавестен на која имейл адреса може да ја погледне таа порака. Значи сликата, тонот и сите тие работи. Најнапред ќе ве запознаеме како да ја креирате таа мултимедијална порака и како да ја испратите. Постојат повеќе начини на испраќање на мултимедијални пораки. Еден од начините е во моментот да извршите сликање на објектот и веднаш таа слика да биде испратена на друг мобилен телефон, на имейл адреса или каде што вие сакате. Вториот начин на испраќање е во фолдерот со images, односно со нашите слики што веќе претходно сме ги имале сликани, ја селектираме сликата и ја испраќаме. Сега ќе погледнете на слайдот, како прв пример ќе земеме испраќање на веќе подготвена слика на друга имейл адреса. Значи влегуваме во самото меню на нашиот телефон, во фолдерот Messages, одбираме креирање на нова мултимедијална порака, MMS порака, како New Messages, како нова порака. Откако сме го селектирале тоа, го одбираме примателот, што треба да ја добие самата порака. Во овој случај ќе го земеме како примател имейл адресата на продавницата Германос Рекорд. Значи, ја одбираме имейл адресата која што се наоѓа во нашиот телефонски именик и откако сме ја селектирале неа, гледате ни се атачира веднаш и наедноставно со притискање на копчето Send одбираме, односно прво ја преземаме сликата од нашиот фолдер со веќе подготвени слики, влегуваме во Images. Нашите слики можат да бидат меморирани во меморијата на телефонот или во самата картичка внатре мултимедијално. Ја одбираме од меморијата на нашиот телефон, откако сме ја селектирале сликата, што сакаме да ја испратиме, со едноставно притискање на копчето Send, односно испрати и самата порака веќе се праќа на примателот. Sending Multimedia Messages. Значи оваа опција треба да ја овозможи самиот провайдер. Време траењето и добивањето на пораката зависи од провайдерот. Некогаш е за 5 минути, некогаш 10-15, зависи во моментот како функционира целиот систем.
Като следно нещо, зашто ќе проговориме денеска, е испраќањето на слики преку Bluetooth технологијата. Што представува Bluetooth технологијата? Тоа е всушност систем вграден во нашите телефони кој што ни овозможува бежично поврзување на расстојание од 10 метри, максимално значи до 10 метри. Втората особина на сето ова е тоа што примателот и предавателот, односно телефонот од каде што е испраќана самата порака, не мора да бидат во видно поле. Едноставно кажано, оваа просторија би задоволила нашите потреби. Значи, без видно поле, самата порака се испраќа од нашиот телефон на друг мобилен телефон или на нашиот персонален компјутер, доколку имаме Bluetooth софтвер.